Радио Дебата на 91 МГц, Универзитетско радио. Добре дојдовте на оваа фреквенција, добре дојдовте на Угада FM и ова е уште едно издание на Радио Дебата. Дебатираме на оваа фреквенција секој вторник и петок во 19 часот и мислам дека имаме интересни теми на кои што дебатираме. И денес имаме една одлична тема. Тезата на која што ќе дебатираме денес е: властите не треба да имаат било каква контрола врз интернетот. Тоа е навистина една интересна и актуелна тема за контролата на интернетот. Појавата на интернетот направи револуција во секоја смисла, технолошка смисла која што придонесе за неверојатно брз проток на информации, но и во демократска смисла, во смисла на слобода на мислата и изразувањето. Контролата на интернетот секогаш е клучна тема, дали треба да се контролира, дали не треба да се контролира, дали е потребно да има било каква контрола. Тоа е впрочем и дебатата денес. Под било каква контрола подразбираме не само контрола врз она што граѓаните го изразуваат како јавно мислење, туку и контрола во смисла на содржините, порнографските, насилните содржини и така натаму. Анонимноста на интернет е она што на некој начин ја гарантира слободата и слободното изразување и овозможува корисниците без поголем страв да поставуваат одредени содржини, токму од причина што таму се анонимни, но тука спаѓаат и оние содржини кои поттекнуваат насилство, оние содржини кои што се расистички или во одредена смисла социјално забранети. Но не само социјално забранети, односно да речеме морално неисправни, туку и содржини кои што се да речеме правно неисправни, а тоа се пиратеријата која што има на интернет и така натаму. Македонија меѓу ретките држави кој што има апсолутна слобода на интернетот. Тоа значи дека можете се да постувате на интернет, можете се да ставите без некоја поголема контрола. Сепак има одредени работи кои што спаѓаат во рамките на закони кои што се кршат на интернет, но сепак нема никаква цензура моментално на интернетот. Во светот има одредени агенции кои што се грижат за тоа, но токму и за тоа ние ќе дискутираме и ќе дебатираме дали е потребно властите да имаат било каква контрола врз интернетот. Денеска овде во студиото на Универзитетското радио имам два тима, како и секогаш тимот на афирмативците, оние кои што сметаат дека властите не треба да имаат било каква контрола врз интернетот, се Марија Лазовска и Иван Кантарџиски, двајцата студенти, двајцата многу активни корисници на социјалните мрежи, на Твитер, на Фејсбук, двајцата активни млади луѓе кои што придонесуваат со своји ставови и своји мислења во интернет сферата. И во тимот на негативците Кристијан Панев и Мартина Ѓоргиева, повторно студенти, луѓе кои што многу активно, како што реков, го користат интернетот. Ќе им дадам збор најпрви на афирмативците, претходно да ги кажам правилата, нели, веројатно ги знаете. Имате право на по 5 минути во своето воведно излагање. Од спортивниот тим имате право на реплика, која што нормално ќе им го паузира времето на говорниците и се надевам дека ќе имаме една плодна дебата. Добре дојде за сите во студиото на Угада FM. Прва збор има Марија Лазовска од тимот на афирмативците. Марија, повели. Ти благодарам, Игор. Навистина е чест да се биде овде во ова студио и да се разговара на оваа интересна тема. Се надевам дека ќе се развие одлична дебата и дека навистина добро ќе се поминеме. Значи, пред да започнеме, ова е мощна и интересна тема, дали власта не треба да има контрола врз интернетот. Мора да разграничиме дека контролата и мониторингот всушност се две различни нешта. Кога станува збор за оваа теза, како што кажав, мораме да ги разграничиме затоа што контролата, односно мониторингот, всушност е наблюдување на се она што представува општа опасност за населението. Значи секако дека мора да постои мониторинг за да се спречи оној говор на омраза кој што го сретнуваме на интернетот, потоа повици на насилство кои што навистина можат да бидат доста лошо да влијаат врз околината, исто така за детската порнографија и тоа всушност представува наблюдување и санкционирање. Сметам дека мониторингот е тој кој што е потребен за да се спречи се она што може да се случи да ја загрози општата опасност на населението, а додека од друга страна пак контролата е нешто сосема различно. Тука веќе станува збор за скратување на правото на слобода на говор, дава слобода на моќ всушност на една концентрирана група на политичари која што така речено ја искористува својата позиција и својата моќ со цел да ги филтрира некои содржини кои што протекуваат на интернет и да не им дозволуваат на граѓаните, на посетителите на интернетот да го видат она што тие сакаат да го видат. И
на некој начин всушност тие ги сечат од корен и ги прават оние филтри и не им дозволуваат на граѓаните доколку пребаруваат нешто што нив би им било корисно да го најдат на интернет. Со таа контрола всушност вие нема да имате можност да го видите тоа и да дознаете нешто што ќе ви биде вам корисно. Затоа сметам дека овие две работи мора да се разграничат кога станува збор за мониторингот и за власта. Еве јас како активен корисник на социјалните мрежи исто така сметам дека доколку има таа контрола, ми ќе ми биде скратено правото на слобода на говор и верувам дека нема да можам толку многу да се експресирам себе си и да елаборирам на теми на интернет кои што мене ме интересираат. И доколку тоа во иднина се случи, мислам дека ќе настане некој хаос и веќе нема да биде исто. Можеби Македонија ќе настане некоја идна Кина или идна Турција, каде што таму проблемите се на многу високо ниво во поглед на тоа дека во Турција моментално се забранети 40.000 страни за посета. И доколку тоа се случи тука, па нема да биде, секако дека нема да им биде се исто на сите корисници на интернетот и сметам дека тоа не треба да се дозволи и пред да се направи такво нешто, тврдам дека треба да се утврди онаа разлика која што е темелот на сето ова, тоа е разликата помеѓу мониторингот и контролата, за жал кој што многу луѓе не ја разликуваат и пак ја повторам дека станува збор за две различни работи, дека мониторингот е всушност наблюдување и санкционирање на општата опасност на населението и на општеството, а за разлика од контролата е ускратување на многу други права кои што ги уживаат слободните граѓани. Затоа сметам дека таа всушност не треба да стапи на сила, односно да нема контрола. Марија, имаат реплика, иако ти го заврши твојот говор, имаат реплика од тимот на негативците и нормално имаш право да одговориш на таа реплика. Кико повели? Еве, јас баш не разбрав разликата помеѓу контрола и мониторинг, како мониторингот е наблюдување и санкционирање. Некои работи би можело да се санкционира и слободата на говор, како што самите ја потенцираат, а контролата би било само санкционирање на слободата на говор. Која е всушност разликата? Не ја гледам јасната разлика помеѓу контролата и наблюдувањето. Па тука е тоа како што кажав, значи кога станува збор за мониторингот, уште у самиот старт значи има некое наблюдување и да се санкционира, значи доколку постои можност за говор на омраза или повик на насилство или доколку станува збор за детска порнографија или нешто што би било лошо и негативно би влијаело. Па контролата од друга страна пак ти ја уништува всушност слободата на говор. Значи тука имаш, како што кажав, таа концентрирана група на политичари која што на некој начин ти ја злоупотребуваат својата моќ и не ти дозволуваат да користиш и слободно да се изразуваш на интернетот. Ред, ти благодарам на твоето излагање, имаше интересна аргументација, ги одвои мониторингот од контролата и веројатно она што сакаше да го потенцира дека контролата се разликува по тоа што предвремено цензурира одредени вебсајтови за разлика од мониторингот кој што реагира на одредено прекршување. Значи, тоа е главната и клучната разлика од мониторингот и контролата. Мониторингот представува следење на дали се почитуваат законите и правилата во општеството, додека контролата значи цензурирање на одредени вебсајтови и така натаму. Тоа беше дел, односно излагањето на првиот тим на афирмативците, следуваат негативците. Ќе дадам збор на Мартина, која што има прва излагање во тимот на негативците. Нормално е прво да почнат дамите во двата тима. Мартина, повели со твоите 5 минути и зошто власта треба да има или не треба да има било каква контрола врз интернетот. Повели. Благодарам, Игор. Најпрво некако негација би сакале да објасниме главната разлика помеѓу контрола и мониторинг и да објасниме зошто е подобро да постои контрола врз самиот интернет. Ако според афирмативниот тим мониторингот представуваше наблюдување, спречување на информации кои што содржат во себе насилство, говор на омраза и така натаму и потоа да следи санкционирање, контролата е многу подобра од мониторингот затоа што таа ги содржи истите работи што ги содржи мониторингот, односно наблюдување, спречување на информации кои што содржат насилство или говор на омраза, меѓутоа со таа разлика
разлика што со мониторингот веќе граѓаните имаат може да видат таа информација која што содржи говор на омрз или насилство, веќе има можност да влијае на милиони корисници, па дури откако повлијае, откако ја виделе голем број на луѓе, дури таа тогаш ќе биде тргната од интернет, додека со самата контрола се овозможува информацијата пред да дојде до луѓето кои содржи таква информација да биде тргната со тоа што нема да биде пласирана на интернет и нема да има некои негативни последици подоцна врз самите луѓе. Во однос на тоа како би контролата влијала во самите луѓе, сакаме да кажеме дека подобро бидејќи контролата влијае превентивно како што веќе реков. Ќе се осврнам на три аспекти каде што контролата влијае позитивно. Само пред да се осврнеш да те прекинам затоа што имаат реплика од тимот на афирмативците. Иван, повели. Репликата е брзо прашање. Ако веќе контролата е толку добра за како пред чекор, пред мониторингот да ги филтрира информациите, никој ли во ова соба не ја гледа опасност од тоа сито на информации да работи во интерес на тие што се на власт во тој момент или да работи во интерес на некој што не би требало да му работи во интерес и зошто го оправдуваме давањето на толкава моќ во раците на тие индивидуи? Да, благодарам на прашањето. Па да, секако дека веројатно ќе постои нека опасност со тоа, меѓутоа се претпоставува дека контролата ќе ја вршат агенции, односно луѓе кои што се специјализирани за тоа, односно луѓе кои што ќе немаат никакво влијание, односно политичко или некое друго влијание да спречуваат некои такви информации, туку луѓе кои што едноставно целта ќе им биде да ги спречуваат информациите кои што се однесуваат како што веќе рековме говор на омрз, односно кои што би сакале да спречат некои негативни последици. Како што веќе претходно напоменав, ќе зборуваме за тоа како контролата би влијаела врз три аспекти, најпрво врз новинарите кои што пласираат информации, потоа врз некои приватни корисници, трето како самата контрола ќе влијае врз децата. Најпрво врз самите новинари, сведоци сме во денешно време на новинари кои што пласираат голем број информации, најпрво кои што се невистинити или информации кои што создаваат меѓуетнички конфликти, под невистинити информации подразбирам информации кои што излегување на информација од страна на новинари кои што немаат направено квалитетно истражување или пак информациите се од некои нерелевантни извори, потоа спречување на таквите информации. И втората работа е дека да се спречат изјавите, односно статиите кои што имаат за цел да потекнат некои меѓуетнички конфликти. Сведоци сме на тоа пред некое време во Македонија се случи убиство и сите новинари кога изјавуваа за убиството велеа албанец уби дете македонец. Токму да се спречат таквите информации со цел да не дојде до подгревање на меѓуетнички конфликти, бидејќи веднаш по изјавување на вести имаше голем број на твитови и постови на Facebook каде што луѓе сакаа да се организира додатна протест токму поради тоа што албанец убил македонец и имаше голем број на постови каде што луѓето се навредува едни меѓу други токму поради настанување на таа вест. Не велиме дека ќе ги спречиме новинарите да објавуваат за убиство како убиство, меѓутоа да не пласираат информации кои што имаат за цел да разгорат меѓуетнички конфликти. Втората работа за која што би зборувале е тоа дека треба да се направи контрола врз приватните корисници. Овде само накратко би рекла дека нема да влегуваме во приватноста на тоа кој што постира или споделува на своите профили, меѓутоа се влегува само доколку пишуваат вознемирувачки пореки или пореки кои содржат говори на омрза и така натаму. Знаеме дека секој има право да си го искаже своето мислење, дека секој има право да има свое мислење и да го искаже своето мислење, меѓутоа слободата на говор не е апсолутно, туку таа се ограничува со тоа доколку вие навредувате некој друг во својот говор. И третото би ми се однесувало на како контролата би влијаела позитивно на децата. Знаеме дека децата уште најмали години постојано се опкружени социјалните мрежи и го користат интернетот. По овде како најголем проблем веројатно би биле превентивно намалување на порнографските материјали кои што секојдневно кружат низ интернет, и тоа без вие да кликнете на нив, доаѓате за тоа што ви доаѓаат преку некои линкови, спамови или вируси, и токму да се спречи таквото негативно влијање на децата. Во контекст на ова би споменала дека Македонија е една од ретките земји во Европа која што не постојат институции кои што вршат некоја контрола на таквите порнографски материјали. Тоа би било се од мене. Благодарам. Ред, ти благодарам на твоето излагање и од тимот на негативците, Мартина Ѓоргиева, тоа е првиот говор и тие направија една разлика помеѓу контролата и мониторингот и зошто контролата на интернет би била подобра од мониторингот на интернетот, затоа што превентивно би делувала во превенирање, да речеме, на некои работи кои што не треба да се појават на интернет, и така би се направила помала штета, за разлика од мониторингот кога работите веќе се појавуваат, а подоцна се
санкционираат. Тоа беше накратко првиот говор од тимот на негативците. Повторно ќе имат збор афирмативците, но овде правиме една сосема кратка пауза. Дебатираме на тезата властите не треба да имаат било каква контрола врз интернетот и навистина се надевам дека го задржуваме вашето внимание. Ако е така, останете со нас и после кратката пауза. Радио дебата на Угада ФМ. Вклучи се. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио дебата на Угада ФМ. Продолжува Радио дебата на 91 МГц и дебатираме на една многу интересна тема. Властите не треба да имаат било каква контрола врз интернетот и многу често се дебатира оваа тема, дали некој било кој треба да има контрола врз интернетот. Тука слушнавме различни аргументи. Тимот на негативците сметаат дека треба да има одредена контрола, треба да биде тоа некоја агенција која што би била независна од властите, од политичките партии, која што би имала контрола врз интернетот. Претпоставувам дека тоа би било некоја регулаторна агенција како што се оние регулаторни комисии за контрола на цените на бензините или така натаму. Претпоставувам дека на такво нешто мислеа во смисла на агенција која што би контролирала независно. И тимот на афирмативците пак сметаат дека властите не треба да имаат било какви контрола затоа што тоа би можело да оди во насока на цензура. Океј, одиме со вторите говори од тимот на афирмативците. Збор има Иван Кантарџиски. Иван, повели со твоите 5 минути. Благодарам. Да започнем прво со побивање на оној моментот зашто контролата би било подобро од мониторинг. Слушнавме бидејќи веќе можно е при мониторингот знаете информацијата да протече, да има некаков импакт и потоа при цензурата или отстранувањето на истата, таа веќе да има направена штета. Тоа да е точно, но тука сега паѓа моментот на објективноста на овие агенции кои би требало да цензурираат и филтрираат информации, дека некоја владина агенција би било доволно објективна во илјадници случаи дневно да филтрира совесно информации од сите можни аспекти е невозможно. Тоа е апсолутно невозможно сценарио бидејќи не е опција, секогаш имате човечки фактори, секогаш имате интерес, секогаш имате некоја тенка линија помеѓу тоа што е правилно и не е, а некои пати многу од овие информации не разговараме само за говор на омраза, туку и за различни корупцијски скандали и ред други работи кои може да влијаат во политичката ситуација во земјата. Некогаш овие информации се во етичко-правна сива зона и затоа паѓаат некаде на спекторот на нејасно дали тоа би требало или не би требало да се забрани. И сега ако се надевате на објективноста на една агенција и на совесноста на тие луѓе да ги филтрираат сите овие информации и ја концентрирате целата таа моќ во нивните раце, имате сериозен проблем, бидејќи примерите кажуваат дека и Велика Британија под изговор дека ќе создаде филтер за да се сопрат порнографски страни за деца, по тој изговор тие всушност креира голем филтр при кој што излезе дека тие блокираат еден куп страни што пишуваат и левичарски, и комунистички и различни манифести во Британија, ама тие случајно паднале под филтерот и изговорот, секогаш е тој изговор, тоа случајно се случило така, никогаш не е тешко се прави разлика помеѓу порнографски сајт или marxist.org, ама тоа секогаш паѓа на страната на технички грешки, иако цензурираат многу содржини кои не им одговарат. Сега тоа е главниот проблем со ова, а во делот во побивањето зашто контролата е подобра. Прво за новинарите невистините информации. А ако вие под предпоставка дека новинарите пуштаат невистините информации во оптек и вие ги цензурирате заради тоа, вие имате сериозен проблем со слободата на новинарството во вашата земја. Право. А во секоја држава има новинари кои пуштаат невистините информации, од папараци до жолт печат до сите различни агенции кои не си вршат совесно својата работа. За нивната етика нема да разговараме, но под изговор за нивната лоша етика, вие да користите цензура, всушност го ништувате целото новинарство, бидејќи пак ова оди во страната дека ако вие ги филтрирате насловите кои новинарите ги прво да кажем дека има механизам за контрол. Во секоја земја имате сојуз на новинари, имате одредено тело кое гледа што се кажува на телевизија, што се кажува на радио и вие ако не контролирате што наслови ви одат на вас на телевизија или на радио, еве со примерот со детето кое
беше убиено во Ѓорче. Ако вие не контролирате што се случува во мас медиумите, користите контрола и врз самите интернет медиуми. И двата случаи се парадоксални од аспект дека прво тоа тело треба да казнува ако некој крши закон за известување, а второ ако вие ги филтрирате насловите како што ви одговара, некој ден ќе дојде наслов премиерот вклучен во огромен корупцијски скандал на земање мито и сега со 2 клика од тоа премиерот станува некој си вмешан во корупцијски скандал за земање мито или целиот наслов се трга врз основа на шпекулација, бидејќи тие такви настани се тешко докажуваат, а се што се тешко докажува, а сепак може да има сериозен импакт, пак вие го ставате на опасност да биде филтриран. Сега, дали вие сакате тоа да го направите на новинарството во една земја, тоа е ваш проблем. Но реалноста е дека сите овие влади што го имаат овие филтри на контрола се гледа што се прави. Во Турција, Северна Кореја, Кина и Русија гледаме што се прави. Гледаме што се прави во Велика Британија под изговорите за наблюдување. Македонија од друга страна нема апсолутно контрола, но таа има мониторинг. Таа наблюдува што се случува на социјалните мрежи и посебно трга страни и профили кои промовираат насилство. Тоа посебно беше со градењето на црквата на Кале и оние насилство кои се случи таму, протести и контрапротести, многу веб страни беа тргнати, но иронично многу страни и беа Facebook фанпејџи беа тргнати и кога се протестираше за убиството на Мартин Нешковски, многу од тие евенти и страни беа тргнати од некој си некаде. Значи и тој мониторинг може да биде злоупотребуван, но сепак има помал импакт во врз злоупотребата за разлика од оваа контрола која е апсолутен механизам на елиминирање на информации. Второ дел, приватни корисници. Не е апсолутно слободата на говор, па ако веќе објаснивме зошто наблюдувањето и во екстремни случаи наблюдувањето дури да предизвика штета пак има повеќе бенефити, тоест мониторингот како што го именувавме за овој проблем за приватните корисници, а третиот за децата, да не должам многу за децата и за порнографските материјали. Сите родители кои им дозволуваат на своите деца да седнат на интернет би требало да знаат што ги очекува на интернет. Сега, ако не сакат нивните деца да пристапуваат до такви страни, имате вие фини парентал блокови и различни софтвери, ово го имаме спомнато во милион дебати, веќе и досадно да го повторувам. Имате определен софтвер, заштитен од пасворд, ви дава да ги пристапувате тие страни, му правите акаунт на детето да не е администратор на компјутерот, го ограничувате од секој аспект и тоа ќе може да пристапи на Википедија, на не знам, на Kaiga.com или уште 2-3 веб страни, тоа ќе биде тоа. Нема потреба вие да ставате цел национален филтр на цела држава само заради несовесни родители, бидејќи несовесните родители, а и децата пак може да го заобиколат тој филтр, ќе влезете на Tor, ќе инсталирате браузер Tor, ќе влезете во таа мрежа и ќе си пристапите тоа што сакате да си го пристапите без таа контрола, така да тоа е безцел. Значи не ги учи децата на лоши работи, мислам им ги кажува сите финти, а и ти изминува полека времето, затоа се обидувам да те прекинам. Тоа е отприлика зашто контролот е подобро од полош од мониторингот во тие 3 точки, веќе објаснив. Океј, ти благодарам за твоето излагање. Тоа беше Иван Кантарџиски од тимот на афирмативците, оние кои што сметаат дека властите не треба да имаат било каква контрола врз интернетот. Ние дебатираме на оваа интересна тема, се надам дека е интересна, ве повикувам и вас слушателите да дебатирате на ова или слични теми на facebook.com/UGADA-FM преку нашата фан страничка на Facebook. Океј, следуваат тимот на негативците со својот втор говор. Кристијан Панев ќе го има својот втор говор од тимот на негативците, односно оние кои што сметаат дека властите треба да имаат некаква контрола врз интернетот. Ки го повели? Благодарам, Игор. Еве, од оно што можевме да го слушнеме во текот на дебатата, мислам дека главната судирна точка ни дојде на моментот каде што би требало да го измереме ризикот од манипулацијата против превенцијата која што со контролата би можеле да се случи. Од една страна, афирмативниот тим верува дека со контролата која што би требало да ја наметне државата врз интернетот, би се довело во прашање објективноста на агенциите кои што ја филтрираат информацијата. Меѓутоа, ако замислиме дека во една држава во која што функционираат институции, во која што функционира институционална соработка, во тој момент тие доведуваат во прашање институционалната способност и ефикасноста на институцијата која што ќе ја врши самата контрола. Поради тоа, самата држава поставува сами механизми кои што ќе ја контролираат таа институција и критериуми во кои што таа институција би требало да работи,
како што например во една држава постојат check and balances, методите или техниките на кои што се врши контрол помеѓу самите институции, веројатно и оваа институција не би била препуштена само на себе, туку и на неа ќе има надзор и ќе има контрола како тие луѓе кои што работат таму си ја вршат својата работа. Во тој случај не би ја довеле во прашање објективноста на институцијата, туку професионалноста, односно непрофесионалноста на лицата кои што работат таму, и нормално за секоја непрофесионалност се следуваат соодветни санкции, како што би се следувале за непрофесионалност за секоја работа. Од друга страна, еве слободата на Имаат реплика пред да ја продолжиш од друг агол ова излагање твое. Иван, повели? Дадена влада може да биде институционално коректна, но дадена може да има и корумпирани институции и корумпирани поединци. Значи, ако Турција се смета за демократија, Турција го забранува YouTube кога и текнува на самата држава заради наивната власт. Значи, институцијата треба да се доведе во прашање, бидејќи оваа моќ не се дава на една влада, оваа моќ се дава на сите влади во иднина. Значи, не е еднократно само за 4 години, туку за 40 години. И сега, ако вие немате проблем сега, ќе имате во иднина евентуално, бидејќи имаме еден куп примери како се злоупотребува, тие имаат само правни изговори како не би можело да се злоупотреби. Така да дајте конкретен пример. Еве конкретниот пример, доколку една држава би настанала, односно една институција би направила таква злоупотреба на контролни информации, со која што тие покрај контролата на информации би направиле апсолутна цензура и би го уништиле новинарството и слободата на новинарството во една земја. Во тој случај, веројатно, уште во самата држава би се случиле одредени протести, би се случиле одредени реакции како од народ, така и од другите институции кои што постојат во државата, бидејќи не е само извршната власт, овде е и законодавната, па и судската власт. Од друга страна, ако тоа не успее во државата и сите тие институции се толку корумпирани што државата ја прави целосно корумпирана и недемократска, во тој случај веројатно се оди на вториот чекор, односно на дворешниот притисокот од надворешните организации, притисокот од надворешната политика. Доколку и тоа не успее, тогаш веројатно од таа држава не би можеле да ја сметаме за демократски, не би можеле да ја препишеме контрол на интернет, туку би препишале дека недемократска и ја филтрира целата информација. Меѓутоа да зборуваме за контролата на интернет во држави во кои што се сметаат за демократски. Велат од афирмативниот тим дека тоа би го довело во прашање слободата на новинарството и цензурата, бидејќи еве денес постои институции како Сојузот на новинари кои што вршат одредена контрола. Па според нивната дефиниција Сојузот на новинари врши мониторинг, а не контрола, бидејќи тие дефинира дека мониторингот е наблюдување и санкционирање на она што се случува. Тоа значи дека тие наблюдуваат и санкционираат откако една информација ќе се пушти во оптек, односно откако една информација ќе биде пласирана во јавност. Што значи дека Сојузот на новинари во моменталната ситуација мониторира, а не врши контрола. Тоа што ние сакаме да го постигнеме е вршењето на контрола. Зошто вршењето на контрола? Еве сега ќе се обрнам на делот зошто како што ние веруваме дека превенцијата од контролата е многу подобра, односно многу повеќе би чинело отколку ризикот од манипулацијата. Доколку ги измериме овие две работи, веруваме дека превенцијата е онаа која што ќе натовари. Зошто превенцијата би натовари? Бидејќи со контролата ќе вршиме контрол на информации кои што се невистинити, кои што новинарите ги пласираат поради нивното неквалитетно истражување, поради тоа што немаат проверена информација, туку пласираат информација која што претходно не ја проверуваат информација и која што пласираат информации кои што се од нерелевантни добиени извори. Тоа значи доколку спроведеме контрол и забранеме ваквите информации да се пласираат во јавноста уште од корен, би значило дека би ги мотивирали самите новинари да го зголемат квалитетот на информацијата која што ја објавуваат. Би ги мотивирали самите новинари повеќе да истражуваат, да вложуваат во нивното истражувачко новинарство и самите да бидат свесни дека нивната информација ќе се пласира од кога таа ќе биде потврдена. Овде не навлегуваме во она што афирмативниот тим го нарекува етичко-правна зона, бидејќи нема да ја цениме етиката на новинарот, туку ќе ја цениме квалитетот и провереноста на информацијата. Ако нивната информација е проверена и точна, тогаш нема причина за забрана од телото кое што ќе ја врши контролот. Втората работа што би ја спречиле тука е нарушување на угледот и достоинството на една одредена личност. Доколку со една непроверена информација која што не е резултат од релевантен извор, некои новинари, односно новинарски куќи пласираат на интернет информации против угледот и личноста на еден човек, тоа значи дека тие апсолутно ние му го нарушуваме правото на неговото достоинство. Со овој механизам на контрола би го заштитили и неговото право на интегритет, односно неговото право на углед и достоинство. Од друга страна, втората точка е во однос на приватните корисници, како што рековме, ова тело веројатно нема да навлегува во приватноста на корисникот, туку само ќе санкционира, односно ќе спречува да се пласираат информации кои што во себе содржат hate speech, ќе спречува да се пласираат информации кои што
во себе содржат некои вознемирувачки видеа или информации кои што поттикнуваат на некаква нетраперливост, како што во првиот негативен говорник ги спомна одредени примери. И од друга страна е влијанието врз децата и самите софтвери кои што ги спомнуваше говорникот од афирмативниот тим. Да, возможно е веројатно секој родител да направи одреден софтвер врз компјутерот на детето и при тоа да спречи тоа дете да посетува одредени страни, меѓутоа и самиот афирмативен тим рече дека таквите софтвери можат да се заобиколат, а од друга страна не секој родител е свесен и го има потребното знаење и капацитет за да го инсталира тој софтвер и да му го наметне тоа на тоа дете. Затоа државата како мајка на нацијата, односно државата како таа која што треба да се грижи за секој, е таа која што треба да ја спроведе контролата на институционално ниво. Затоа веруваме дека превенцијата која што со контролата над интернетот и на информациите кои што се пласираат може да се постигне и многу подобро отколку ризиците од евентуална манипулација од истото. Благодарам. Ти благодарам, Кико. Тоа беше Кристијан Панев од тимот на негативците, односно оние кои што сметаат дека властите треба да имаат некаква контрола врз интернетот. Само да ве поправам, Сојуз на новинари такво тело во Македонија нема. Веројатно мислите на Сдруженијето на новинари, кое што пак нема контрола врз содржините на новинарите. Врз содржините во медиумите има контрола Агенцијата за медиуми, предходно Советот за радиодифузија. Тоа се двете агенции, односно една агенција која што се трансформираше, но тие се телата кои што во Македонија имаат контрола. Веројатно тимот на негативците мислеше на таа агенција, не на Сојузот на новинари. Сдруженијето на новинари имаат суд на честа кој што не е обврзувачки, немаат обврзувачки карактер нивните изјави, туку само така етички делуваат врз новинарите. Тимот на негативците се осврна на функционирањето на институциите и дека ако се формира таква агенција која што ќе има контрола на интернетот, веројатно таа агенција треба да функционира како и сите други институции во едно демократско општество и дека ако ја доведуваме во прашање функционирањето на таа институција, веројатно ја доведуваме во прашање функционирањето на една демократија. Тоа отприлика беше накратко и секојаш изборува дека секојаш превенцијата е секојаш подобра од делувањето. Како и да е, ние овде правиме една сосема кратка пауза, ве поканувам да останете на оваа фреквенција, дебатираме на тема властите не треба да имаат било каква контрола врз интернетот, следуваат завршните говори од двата тима, останете овде. Радио дебата на Угада ФМ. Клучи се. Два тима, една тема, многу аргументи. Подгответе ги и вашите. Дебатираме во Радио дебата на Угада ФМ. Ова е Радио дебата на 91 МГц, Универзитетско радио. Дебатираме на тема властите не треба да имаат било каква контрола врз интернетот. Имаме два тима, едните сметаат дека властите треба, едните сметаат дека не треба да има било каква контрола врз интернетот. Дојдовме до завршните говори, до она кое што треба да го кажат зошто го застапуваат тој став сосема на крајот. Почнуваат со ред тимот на афирмативците, Марија Лазовска, своите 3 минутки да ги искористи да ни каже зошто властите не треба да имаат било каква контрола врз интернетот. Марија? Дебатава се одвиваше на вистина мощно и интересно и некако брзо ми помина времето. Јас нема да должам многу и не сум сигурна баш дали ќе ги искористам сите 3 минути, но само сакам да потенцирам дека всушност цензурата е забранета со Уставот на Република Македонија и тоа е доволен показател зошто всушност контролата не треба да постои и мислам дека и мојот колега од мојот тим убаво посочи зошто не треба да постои во поглед на новинарството, во поглед на децата и на родителите и сметам дека доколку тоа се направи ќе бидат прекршени неколку правила, меѓу кои она најбитното слободата на говори. Се надам дека ова нема да настапи на сила и нема да бидат прекршени овие правила. Ви благодарам. Ти благодарам тебе, тоа беше завршниот дел на тимот на еден од тимот на афирмативците, поточно на Марија Лазовска. Следува тимот на негативците со својот завршен говор. Мартина Георгиева, повели? Јас накратко само би се осврнала на позитивностите доколку постои контролата во една држава на интернетот. Би кажала дека би требало да постои контрола со цел да би действувала превентивно на самиот проток на такви информации кои што содржат говор на омраза, насилство или така натаму, дека тоа би било спроведувано од страна на некои агенции или институции во држава во која што функционираат институции кои што секако нема да бидат препуштени сами на себе, туку и врз тие институции ќе има некои надзори со секоја непрофесионална
професионалност на некои од институции ќе бидат санкционирани. Со тоа што ќе можеме како што веќе напоменавме, ќе имаме контрола врз приватни корисници кои што имаат само делови кои што содржат говор на омраза или насилство, дека не ги ограничуваме тие да пишуваат или да изјавуваат што сакат, дека ќе да имаат свој мислење, меѓутоа се дека тоа мислење не содржи од веќе нешто како што кажавме говор на омраза или така натаму. За новинарите кои што пласираат невистините информации или кои што создаваат меѓуетнички конфликти или било какви други конфликти, и како што веќе напомена Кристијан, тоа веројатно би представувало и мотивација, односно самите тие да пласираат информација, да се потрудат да пласираат информации кои што се вистините и информации кои што се веродостојни. И за крај само би ги опфанала децата, дека бидејќи не секој, како што веќе напоменавме, не секој родител знае и умее како да ги инсталира тие софтвери, не секој родител е можно во секое време да знае што прави неговото дете на интернет, и самото тоа да не се појавуваат некои содржини кои што децата не одат нив, како што веќе реков, туку се појавуваат содржини кои што без вие да кликате на нив се појавуваат како вируси, по на тој начин тие може да ги отворат. Тоа би било се од мене во завршен говор. Благодарам. Ти благодарам, Мартина. Тоа беше излагањето на Мартина Ѓоргиева од тимот на негативците и објасни, да речеме во кратки црти, зошто властите треба да имаат некаква контрола врз интернетот. Збор му давам на Иван Кантарџиски, кој што во кратки црти треба да каже зошто властите не треба да имаат контрола. Повели. Во најкратки црти можни, негативниот им се обиде во неколку говори да оправда цензура, маскирајќи ја со други зборови. Зошто цензурата е лоша, знаеме сите, бидејќи сама по себе предизвикува низа ефекти кои по било која домино ефект низа, значи уништување на низа демократски вредности. Зошто цензурата е лоша, нема да навлегувам, зошто наблюдувањето на објавуваните содржини го прави било која држава, објаснивме и тоа е нормално, а зошто правење овакви системи на контрола се лоши и секогаш завршуваат со автократија, и тоа го објаснивме, бидејќи тоа е логичкиот след на вакви настани. Значи нема многу да должам, едноставно контролата на интернетот е цензура на интернетот. Цензура на интернетот е цензура на информации, а ако вие сте спремни да цензурирате информации заради еден или друг слаб изговор, тоа значи дека вие сте спремни да цензурирате информации и на телевизија, радио, и на улица, и секаде. Значи всушност вие не сакате слободен проток на информации во вашето општество. Ти благодарам. Тоа беше завршниот говор на Иван Кантарџиски. Збор му давам на Кристијан Панев, кој што ќе ја заврши оваа дебата на оваа тема. Кристијан, повели. Баш ми е мило што можам да ја завршам оваа дебата. Почнал со тоа што најправо во однос на тоа дека доколку постои контрол на интернетот, веројатно тоа би завршило, државата би завршила со автократија, оно што го спомнаа досега. Меѓутоа, контрола над одредени ситуации над интернетот постои и во Велика Британија, па тоа не покажа дека таа заврши со автократија од една страна. Од друга страна, контролата над интернетот би можело да се покаже ефикасна ако добро функционира, и тоа е оно што ние го тврдим. Зошто би можело да се покаже како ефикасна? Бидејќи би го спречила протекот на невистините и на непроверени информации, кои што и така може да влијаат негативно, да подгреат одредени тензии помеѓу граѓаните кои што живеат во една територија, и не само тоа, туку и да нарушат интегритет и достоинство на една личност кој што може да има трајни последици. Со контролата на интернетот сето тоа би можело превентивно да се делува и би можело да се спречи пред да се случи. Тоа би значило дека државата се интересира за своите граѓани, е одговорна за доброто на своите граѓани и таа се грижи за информациите, односно кои што може да им нашетат на своите граѓани. Од друга страна, влијанието кој што контролата над интернетот може да го има и врз приватните корисници, па и врз децата, која што често се дискутираше во оваа дебата, е тоа дека со контролата над интернетот ова негативно влијание би можело да се исклучи. Меѓутоа, од друга страна се дебатираше и на тоа колку објективно би можело да се врши таа контрола над интернетот, што е легитимно поставено прашање од страна на афирмативниот тим. Меѓутоа, во држава во која што институциите би функционирале со редовна контрола, со редовна проверка и со редовно санкционирање на оние кои што непрофесионално се вршат својата дејност, веруваме дека контролата над интернетот може да се покаже како ефикасно средство за заштита и за превентивно делување. Ти благодарам.
Тоа беше завршниот одговор на Кристијан Панев, односно на тимот на негативците, и со тоа ќе ја завршиме ова радиодебата. Се надевам дека ги исцрпивме сите аргументи зошто властите треба или не треба да имаат било каква контрола врз интернетот. Има постојано аргументи и за и против, и затоа токму затоа ова тема е интересна за дебата. Се надевам дека беше интересна и на вас слушателите. Дебатирајте и вие на facebook.com/UGDA-FM или на twitter.com/UGDA-FM, а радиодебата слушајте секој вторник и недела во 19 часот на Универзитетското радио. Ви благодарам на вниманието и секое добро.